ако не се лажам, и истеза прекин на преговорите. Зимето што е сосема различна позиција. Ако не си за членство во НАТО, за која опција си? Која ти е опцијата? Добро, Кој ти е јас сум против. Кажете ги прво аргументите за, па да ви одговорам зошто јас сум против. Еве, во Европа прв пат се случува 70 години да нема војна. Благодарение на Европската унија е тоа, а не на НАТО. Не, на НАТО е. Не, Грција и Турција се членови на НАТО, а водеа војна. Да, водеа војна. Во 74-та водеа војна за Кипар. Знаете колку загина? Кипар не беше. Добра, ајде довршете да не ви Кипар не беше во јас ќе земам збор на крај. не беше во Еве ги следам вашите аргументи и ќе ви ги побијам еден по еден на крајот, ајде. Не можеш да ги побиеш прво, поаѓаме од тука. Добро, безбедносно, ајде. Сите анкети до сега ни кажуваат дека кои се тие анкети? Нема над такви. 70% За Европска унија, не, за НАТО, за НАТО. Значи, дури имавме 85, 80, значи НАТО и ЕУ не се исто. Евроатлантски интеграции не постои. И кажете му го тоа на народот. И вашиот клуб се вика Евроатлант. Нема Евроатлант. Постојат европски и си постојат атлантски, така? Ние како левица сме за европски, но не сме за атлантски интеграции. Европска унија се Македонија нема атлантска, натовска, воена, милитарна култура. Има мирољубива култура, сосема опозитно на тоа што го залага НАТО како воен сојуз. НАТО е воен сојуз од студената војна, кој треба да изумре со текот на годините. Значи, НАТО нема перспектива после завршувањето на Варшавскиот пакт. Во поглед на безбедноста, НАТО не штити од меѓуетнички судири. Најголемата опасност за безбедноста во Македонија се меѓуетничките судири, како што беше во 2001. Сега ќе ви кажам примери. Значи, членот 5 од основачкиот договор на НАТО штити само од надворешна агресија врз членка, така, каде што сите се сојузуваат против тој агресор. Еве, земете го примерот со курдите во Турција. Или земете го со примерот со Ира во Британија. Или примерот со Корзика во Франција или со Ета во Шпанија. Тоа ти е и кршач на меѓународното право. Не, точно. Србија или Југославија во тоа време е бомбардирана со осиромашен ураниум на 50 км од нас од Скопје. Имате бомби со осиромашен ураниум, спротивно на сите конвенции за меѓународно милитарно право, без никакво одобрение од Совет за безбедност на Обединети нации. Значи, НАТО сака да го замени светскиот поредок, односно Обединетите нации. Значи, таа организација се грижи за мирот. НАТО е безперспективна организација. Немаме ние интерес да те глупост. Кога го кажав јас тоа? Какво зборување? Јас за НАТО зборувам. Завршивте, може јас сега да сега ми е зборот за ова знамето што го истакнува. Значи вака. Нема право. Добро. Значи одбивам да прифатам аргументација дека нашиот пат кон Европа е истовремено и пат кон НАТО. Тоа е замајување на јавноста. Постојат земји кои се членки на Европската унија, а не се членки на НАТО. Ги знаете веројатно, а и јавноста да ги знае. Таква е Австрија, таква е Шведска, таква е Финска, таква е Ирска, Малта и Кипар. Зошто ние не би биле седма, која ќе биде членка на Европска унија во перспектива, а не би била членка на НАТО. Да биде членка. И следно, еден аспект кој го занемарувате, премногу е. Дозволете ми, јас не ве прекинувам. Значи, еден аспект кој го занемарувате е тоа што НАТО не носи економски просперитет. Не носи. Имено Бугарија во 2004 стана членка на НАТО. Во 2013 ги имаше најголемите социјални протести од кога постои Бугарија, каде што 7 луѓе се само запалија поради социјална беда. И следно, не кажувате дека буџетот, армиски буџет, од 2,5 милиони евра, колку што ни е сега, ќе го зголемиме и веќе го зголемивме на 15 милиони евра. Значи, 6 пати повеќе, наместо да вложуваме во болници, градинки, ние ќе вложуваме во бомби, во авиони, зошто? За да удоволиме на некои империалистички сили кои сакаат да се играат светски полицаи.